За разлика од пред половина час. Каде виде сонце? На граничните премини. Да, добро, јас не го видов искрено. Добро, не ги насамочилата. Следна тема во Македонија наутро, во следниве 15 на 20 минути, најавена сеча на стотици дрва во градскиот парк. Ова е само еден од насловите кои што деновиве можевме да го прочитаме на порталите и социјалните мрежи, се однесуваше на дрвата кои треба да се отстранат во паркот и чие обележување се направи исто така овие денови. И за да се спречат дезинформациите, тимовите од секторот за комунални работи на град Скопје излегоа на терен заедно со нашиот соговорник кој го имаме во студиото 3 на Македонската телевизија, професор Јане Ацевски, од кој патем и утрово бараме информација и објаснување кои дрва и од која причина ќе се сечат во градскиот парк. Добро утро, професор, и добре не дојдовте во утринската програма. На тема зеленило сме навистина осетливи, сосема разбирливо, бидејќи го имаме се помалку. Уште повеќе кога слушнавме дека 113 дрва ќе се сечат, а околу 303 ќе се кастрат. Па ајде така и да почнеме. Ќе се нанесе ли штета на зеленилото со оваа акција? Видете вака, се работи за активности кои во сите паркови, во каде и да се, постои активност каде што се отстрануваат суви гранки, суви дрвја, заболени дрвја, дрвја кои што ја изгубиле функцијата да бидат дрвја на урбано зеленило. И што е овдека проблемот? Проблемот е што долго години ова е занемарувано и дојдено до една фаза да огромен број од стеблата во градскиот парк бидат или оштетени, делумно исушени, или да ја поминале онаа фаза на функција каде за што биле наменети. Тоа особено го истакнуваме за старите тополи, кои што во минатото, кога се правел паркот, поради близината, значи едавско-еколошките услови на околината, биле садени голем број на паркови. Тоа е паркот, знаете, во близина на Вардар, каде што постојат тие повлажни услови, каде што почвата е повлажна, па луѓето саделе тополи. Меѓутоа, тие тополи имаат свој век, спаѓаат во меки лисјари, кои што со текот на времето, после 20-та година, нивната срцевина трули и представуваат голема опасност од кршење, паѓање, имаат голема тежина и можат да повредат некого. Имав еден пример пред 2 месеца, каде што во Блоковско зеленило во Карпош 3 падна една стара топола, останата од периодот од 70-тите години, кога била посадена и каде што живото загрозувачки го загрози животот на едно 12-годишно дете, што можеше и доби тешки телесни повреди. Мораме да превенираме на вакви работи, за да не дојдеме до катастрофални последици, особено по младите, па и по сите граѓани во урбаните средини. Ќе повторам, зеленилото, се што се сади, има одреден век. И тоа од природен аспект. И ние тоа треба да го следиме. Значи, не е никаква екологисти се ќе речат збор погрешна штета, меѓутоа кога веќе ќе заврши функцијата, значи нема да биде во функција не само да произведува они како што велат кислород или да прочистува животната средина, него кога ќе почне да го загрозува и животот на посетителите, тогаш тие дрвја треба да ги отстраниме. Добро, велат нели кога ќе заврши она во јавност хистерија што се предизвикува заради одредени политички поени, на сцена доаѓа науката и професорите тоа да го објаснуваат. Верувам дека ги разбирате и граѓаните, бидејќи ние 30 на години сме изложени на префрлање топки од едно на друго и најверојатно и затоа јавноста кога станува збор за овие теми ги дочекува на нож, но претпоставам дека градскиот парк не е единственото место каде е потребно отстранување на постоечко и замена со ново зеленило. Професоре, колку ни е старо зеленилото во градот и во каква состојба е и како, дали преку разговорите со граѓаните ќе успееме некако да ја спуштиме топката, бидејќи овој излив на и емоции, можам слободно да кажам, е само наталожен од годиниве наназад, од се што се случува со зеленилото. Вака, видите, периодот на озеленување на градот, да го кажеме со еден збор, можеме да го поделиме во 2 дела. Првиот дел е после земјотресот, кога Скопје нормално силно и брзо се урбанизира, каде што за потребите на новите подрачја, населби,
се внесуваат голем број на видови, што автохтони, што алохтони, и каде што повеќе се обрнува внимание на функцијата што имаат како општо корисни дрвни видови, природни видови, кои што ќе ги задоволат потребите на граѓаните од зеленилото и функцијата што ги имаат дрвјата. Тогаш се внесувани дрвја кои што ние имаме еден израз, малце им е чуден луѓето кои ќе кажеме кои не биле школувани. Значи, обично садници, дрвни видови што се садат во урбани средини, во новиот, да кажам, современ начин на озеленување на градовите, се користат садници кои што се школувани. Што значи? Имаат соодветен корен, оформен, кој што не зазима голем простор, кој што од мала површина ги задоволува потребите на дрвото. Потоа имаме крошна која е соодветна на големината на коренот, крошна која не прави големи гранки, кои што во иднина можат да прераснат, да се скршат, да скапат и така натака. Така што и самото озеленување на градот, оној дел што е озеленуван, да кажеме, негде до 90-тите години, и оној во себе содржи голем број на дрвја кои што представуваат денес опасност, бидејќи не се оформувани, не се обликувани, не се заштитувани, него се пуштени природно да се развиваат. Нормално во една урбана средина мора да разберете дека и дрвјата страдаат од загадениот воздух, страдаат од несоодветна нега, несоодветно одржување и така натаму. Меѓутоа, веќе после 90-тите години почнува да се внесуваат школувани садници. Па така имаме подрачја, новите булеварите, новото зеленило. Опасноста што постои од падање, сушење на дрвја, повредување на посетители е многу помала отколку во старите паркови и блоковско зеленило. Ке се задржам на еден сегмент од вашиот одговор. Велите, потребно е да се негуваат и одржуваат постојните садници. Што значи тоа, освен основното, редовното наводнување? Секое дрво во една урбана средина треба редовно да се негува, односно да се пред се прихранува, одржува неговата крошна, да се штити ако има заболени гранки, ако има појава на болести, ако има појава на штетници, редовно да се превенира, тие истите да се отстрануваат, за да дрвото се ја задржи животната функција. Баш во оваа дискусија сега со Зелен хуман град, еден мој студент ми прати кој работи во Германија, баш на оваа проблематика, и многу убаво објасни како е таму сето тоа решено. Значи, за секое дрво, и кај нас постои зелен катастар, каде што ги има основните податоци, меѓутоа зелениот катастар стои само на хартија. Тој треба постојано да се ажурира, треба да постојат постојано стручни екипи кои што ќе ги проверуваат стеблата. Дали во меѓувремено некој се заболело, дали до која фаза стигнало. Мора да сватите дека она што ќе се посади, што ќе го доживее својот животен век, потребно и да се отстрани. За жал, во градскиот парк тоа е занемерувано 30 години и сега ни се случува во еден момент одеднаш дека треба да интервенираме. Интервенцијата е со цел да се заштитат граѓаните, не да се уништи зеленилото. Постојат така наречени компензациони мерки. Ако градот и јавните предпријатија ги преземат, тоа може да се санира и да се добијат поквалитетни зелени површини. Како поминавте на обиколката? Што беа коментарите? На крајот, што беше заклучокот? Ете, чисто да ја информираме јавноста, дали добивте впечаток дека со дискусија и со дебата можеме да ги решаваме работите или сите си ги држиме своите позиции? Знаете, ова е веќе прекасна реакција. Да, ние интервенираме секогаш кога ќе се случи нешто, односно кога ќе дојдеме на крајот од проблемот каде што е или ќе се сече или нема да се сече или вака. Пропуштените мерки доведоа тоа да нормално младите луѓе се борат за зелената
за дрвјата, за зеленилото во градот, се тоа. Меѓутоа, они погрешно го сваќаат дека од другата страна, стручната јавност, ние сакаме да ги уништиме и да ги посечеме. Не може некој, што јас сум веќе 50 години по планините, по шумите, да ја сака повеќе шумата од мене. Може. Меѓутоа, не да мисли дека јас сум некој што ќе каже да посечи го, дека треба тоа да уништувач. Се си има свој животен век. За жал, животниот век на одредени стебла е поминат, на одредени не е поминат, меѓутоа зборот не одговараат на урбаната функција што го има зеленилото. Го споминавте во одговорот зелениот катастар дека треба постојано да се ажурира, но и дека треба да има тимови кои што ќе треба постојано да се грижат за постоечкото зеленило. Како професоре, кога од податоциве што ги гледам јас, во јавното претпријатие Паркови и зеленило има еден тим кој има на располагање камиони платформа, со уште еден тим кој има само камион. И тоа е за целото градско зеленило. Значи сите 10 општини, вклучувајќи го и градскиот парк и парк шумата Газибава. Како да се постигне со оваа механизација? Очигледно постои огромен пропуст во минатите години во однос на организационата поставеност, особено во одржувањето на зеленилото. Ние имаме една навика, насади, остави го, па нека расте. Не. Во урбана средина не се остава. Тоа можете во шумата, каде што природата ги регулира работите. Овдека требаат стручни тимови, кои што целосно ќе се посветат на квалитетот и одржувањето на зеленилото во град Скопје. За жал, бројот, ако земеме како бројка каде колку се вработени во паркови зеленило и земеме оне што се функционира, доаѓаме до еден парадокс каде што имаме многу вработени, а немаме ефект од сето тоа. Укажува на недобра организираност. Не може, уште еднаш ќе апелирам, политиката да ги тргне рацете од стручноста. Постојат во Македонија стручни луѓе, постојат шумарски инженери, постојат други видови на инженери кои што се поврзани со зеленилото, постојат урбанисти кои мислат, оставете ги да работат по стандардите за квалитетен живот во урбана средина. Да, добро, ако бидеме реални, ова е само една од работите до кои што нема доведено популизмот, да кажеме изминативе 30 години. Сегашнава структура на град Скопје нема и потреба, и во уште неколку месеци се локални избори. Немало ни потреба да ги обележи седниците, можело тоа да го остави за, да кажеме, понатака, за следната година, но очигледно работите мора да се решаваат. Повторно доаѓаме до стручниот кадар. Ако низ годиниве сме го губеле, како да го обезбедиме сега? Каде се тука младите, зашто нели велат од генерација на генерација треба да се пренесуваат искуствата, да се пренесува стручноста. Одржување на градско зеленило не е само обиколка. Зборувавме минатиот пат, кажувавте многу пати, споменувавте, многу е важно професионално и стручно да се пристапи на ова. Од каде сега да ги најдеме луѓето, младите, кои што тоа ќе го вратат да изгледа Скопје како што ете изгледало во 80-тите, 90-тите со зеленило? Во образованието на студентите, да кажеме, од шумарството, луѓето сваќаат директно дека кога ќе заврши некој шумарски инженер, он е експерт од стручникот. Тргнувам од себе. Сите кога сме завршиле факултет, имаме предзнаење. Осовршувањето, струката се учи во пракса на терен. Значи, потребно е младите луѓе да се запослуваат, додека има повозрастни, поискусни луѓе да учат од нив. Знаењето се пренесува. Знаењето се пренесува во праксата. Во науката ние ќе пренесеме, ќе ги поставиме основните работи. Тие стручни лица ќе имаат основни познавања, ќе знаат во иднина да го препознаваат проблемот, да способни да наоѓаат решение. Вака сега како што е поставено, каде што сиде стихино, младите бегаат. Како може еден од студентите мој да работи, да е врвен инженер во Германија, каде што 5 години се дообразувал и во системот на пракса и сега да води еден цел град за одржување на зеленилото, зашто нашите овдека луѓе да не може да го направи? Колку студенти имате, професоре, во моментов? Можам да кажам катастрофално. На 3 насоки
имаме 12 студенти, од кои 8 редовни и 4 вонредни. Добро, кога ќе проценат студентите и какви струки се бараат на пазарот на трудот и дали има интерес за професијата, така по тоа ја бираат и идната професија. Нормално. Така како што почнавме, така и да завршиме. Обележени се стеблата, околу 113 ќе се пресечат, но треба да се обноват со нови. Споминавте во еден сегмент дека и во 80-тите и во 90-тите озеленувањето на површините на многу места не е направено соодветно за градска средина, односно не е садено зеленило соодветно за градска средина. Какви садници во моментов му се неопходни на градскиот парк? Со што треба да се заменат овие кои што ќе се исечат? Вака, прво да ви кажам дека паркови зелено имаше свој расадник и произведуваше за своји потреби. Меѓутоа, во изминатите 30 на години тоа производство речиси замре целосно и се сведовме на увоз. Ние постојано везуваме садници. За мене најпрво треба да се направи еден голем градски расадник кој што ќе произведува соодветни садници за потребите на град Скопје. Тука да се направи инвестиција. Да се направи една инвестиција во механизирање, значи да се направат екипи минимум 10 кои што ќе влезат во системот на одржување, кастрење, прихрана, значи сето тоа. Тогаш ќе го постигнеме квалитетот. За жал, овој период сега, обележувањето на тој голем број на стебла, се случува во момент кога мора да се интервенира затоа што представуваат опасност за од младите што беа на терен укажа зашто вика чим увидоа луѓето дека постои опасност ето тоа. Да поставиме табли во паркот дека е опасно движење под дрвјата. Тоа е како да кажеме паркот е миниран, не влегувајте. Како ќе ставиме децата кај ќе одат? Ако да го затвориме паркот, ако сакаме природа, ако сакаме паркот да биде џунгла, да го затвориме, нека раснат дрвјата. Сосема го какви садници? Со што треба да се заменат? Садниците треба соодветни, било автохтони, алохтони, школувани садници со соодветен корен, соодветни гранки, кои што се многу полесно крошни, кои што се многу полесно за одржување и да се зголеми бројот, односно да се тие компензациони мерки кога ќе се отстрануваат старите стебла, заедно да кажеме да се насадат 5-6 зависност од условите. И така ќе го постигнеме ефектот за краток временски период. Велат за улиците и булеварите се крвотокот на градот, не јас ќе кажам зеленилото е крвотокот на градот и највиновно под наводници за еден убав живот во една урбана средина. Еве доаѓаат и локални избори, па се надеваме дека ова ќе биде една од темите на приоритети за кои што ќе се дискутира и ќе се споделуваат мислења и помеѓу кандидатите, помеѓу граѓаните, па најверојатно да најдеме едно конечно подолгорочно решение за да ги немаме овие дебати во иднина во однос на сечења, кастрења, школувани, нешколувани садници. Што е редовна процедура стручните лица да си тоа е нормална работа во цел свет каде што не се обрнува внимание и тоа се изработува сето тоа квалитетно. Да, но кога имате дефицит на садници, секако дека се актуализира и затоа ја отворивме темата. Благодариме професоре за гостувањето. Благодариме на вас и појаснувањето. Благодариме.